Добар ден, почитувани гледачи, време е за вас. Секоја наредна, па така и оваа црвена линија фокусирана на она што имате вие да кажете, кој е вашиот став и секако мислење врзано за темите кои што ги објавуваме. Денес ке зборуваме за она што се нарекува минимална потрошувачка кошничка, на тоа ќе додадеме и просечна плата во Македонија, па ќе продискутираме токму со вас што мислите вие, бидејќи секојдневно сте пред предизвик да се ги обскрбите вашите секојдневни потреби, меѓу другото да го менаџирате солидно семејниот буџет. Така денеска имаме една добра и една лоша вест. Добрата вест е дека просечната нето плата изнесува 500 евра. Ама лошата вест е дека потрошувачката кошничка, според последните резултати кои што ги објави ССМ, изнесува 600 евра. Па црвена линија ве прашува, ке може ли некогаш со просечна плата да се преживее во Македонија? И знаете кој е протоколот 02-307-6677. Ве очекуваме со нетрпение да продискутираме заедно со вас, па еве и да ни откриете како менаџирате со својот семеен буџет и сметате ли дека конечно ќе дојде ден кога еве и во Македонија просечна плата ќе може да се преживее. А кога го поставуваме ова прашање, секако неминовно да покажеме и анкетата која што е буквално иста. Така да анкетата на црвена линија гласи: ке може ли некогаш со просечна плата да се преживее во Македонија? Она што треба да направите, секако да гласате со да, доколку сметате дека да, и втората опција е не. А резултатите, како што и редовно правиме по рекламите во денешно издание на црвена линија, ќе ги објавиме. Сега е наред да ве слушнеме што имате вие лично да ни кажете. Со оглед на тоа што знаете, 02-307-6677 е телефонскиот број, а за да се подготвите и за да завртите, еве, ќе ве потсетиме само што ќе гледате вечерва на Топ тема. Блокада или соработка, консензус или исклучивост. Вечерва во Топ тема дебата со Дарко Каевски, пратеник на СДСМ, и Бране Петрушевски, пратеник од ВМРО ДПМНЕ. Топ тема со Пови Христов во 19 часот и 15 минути. Ете, тоа е оно што ќе го гледате вечерва на Топ тема, а сега е време и да го вклучиме првиот гледач и еве да ни открие дали смета дека никогаш ќе може да се преживее со просечна плата во Македонија. Добар ден. Добар ден. Секој добро, вие сте во црвена линија. Поздрав до вас и до телевизија Телма. Благодарам. Ова денески што ги имате ставено на дневен ред е многу реално и соодветно, затоа што минималната плата веќе стигна 500 евра, а кошничката е повеќе од 500 евра. Видете, искрено да ви кажам секогаш, што повеќе е подобро за граѓаните во Република Северна Македонија. Не се работи за просечната плата, пошто ако двајца работа со две просечни плати, ќе идат на крај во текот на месецот. Али ако со една просечна плата, јас мислам дека тука ќе биде повучи потегни, али сепак колку толку ќе може некако да се крпи на некој начин, али према овие сите состојби што се наоѓаат во Република Северна Македонија, имаме многу тешкоти. Ние не можеме да одиме никаде подалеку одсвен во она што ги имаме во државата. Затоа јас искам да ви кажам, не може да се преживее со 30.000 денари, туку може да се преживува, така речено, не да се живее, да се преживува. И затоа јас би му порачал на властите што повеќе да изголемат платите и пензиите на граѓаните во Република Северна Македонија. Ви благодарам многу. Ви благодарам и вам што се вклучивте во црвена линија. Се разбира, во продолжение очекуваме нов гледач, односно некој од вас, кој што еве може да ни открие дали всушност може да се преживее со една просечна плата во Македонија и како еве се снаоѓате со семејниот домашниот буџет. Добар ден. Здраво. Здраво, секој добро, вие сте во црвена линија. Ќе се преживува кога бројчаникот ќе сврти, ќе почне да врти, а ќе почне да врти кога ќе се случи суд.
судот да проработи, суди да пресудуваат, конфискација и нема никој повеќе да се осмели да кради. Значи на старт минималната ќе биде 500 евра, кој ќе почне да врати брчаникот, најмногу за една година, просечната 750 евра и како растат трошоците, така ќе се зголемува и минималната и просечната. Тоа е тоа. Судот, да се случи суд, казнивоста. Зашто бегаат младите наши? Не е само од финансиска, треба да речем, финансиски слабо стојат, него нема казнивост, не гледат перспектива никаква. Значи нема држава кога нема суд, нема казнивост, нема држава. Државите најбрзо се уништуваат финансиски. И фамилиите и општо, кога нема финансии да се преживува, кога некој ностоп кради, нема казнивост за него, нема конфискација, како да мислат да живеат младите тука? Тие што немаат пари, тие немаат карта да си платат, пасош да извадат, да речем, од било која европска држава која дава пасош, или било како да заминат стартно. Тие немаат едноставно, немаат никакви средства. Значи, грото се добростоечки финансиски и образовани доста и заминуваат. Благодарам многу што ја искористивте можноста да се вклучите во црвена линија. Како подсетување за секој гледач 90 секунди. И драго ни е дека ве има во голем број. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Еве, јас ке подсетам, намалете го тонот на ТВ приемникот, зборувајте преку слушалка, подобро да се слушнеме. Дали не слушате црвена линија? Да, добар ден. Добар ден, секој добро и до вас. Дали не слушате? Сега да. Да, одлично. Еве, повелете, кажете го вашето мислење. Нашето мислење, која просечна плата ја кажуваат од 500 евра? Кога се уште зимаме 18.000, дали е таа просечна плата од 500 евра? И дали може, сите тие што ја кажуваат таа плата дека е просечна 500 евра, дали можат да преживеат со 18? Значи, сите некој просек го кажуваат. Кој е тој просек? Нивниот просек, кој зимаат од, не знам таму, која си цифра. Ние што работиме, што зијаме 18.000 плата, која е таа просечна плата кај нас што ја кажува? Кој доаѓа да работи за 18.000? Или сега законот го направија минималецот 18 и ајде сега просечна плата. На што? Врз основа на што ја вадат таа просечна плата? Дали тоа може да го објаснат они? 18.000. Благодарам, цениме што се вклучивте во црвена линија. Секако нема да ја заборавиме малку и Твитер заедницата, бидејќи и таму се коментира кога станува збор за платите. Па еве на самиот старт, Уолтер МКД вели, Собарица 22.000 денари. Можело значи повеќе. Туку и со оваа плата тешко ќе најдете. А и пат до крајот на месецов и до 500 евра ќе понудат, со што угостителството ќе биде првиот сектор со 500 евра најниска непросечна плата. Така да ева ова еден оглас ставен на дрво кој што бара угостителски услуги од поточно Собарица за само 22.000 денари. Добар ден. Ало? Добар ден, вие сте во црвена линија. Ало? Ве слушаме, повелете. Добар ден. Добар ден. Добар ден, црвена линија и... Голем поздрав и до вас. Добар ден. Ало? Да, ве слушаме, намалете го тонот на ТВ приемникот. Се слушаме? Да. Ве слушам, продолжете. За добра и лоша вест, за 500 евра просечна плата и 600 евра потрошувачка кошничка. Зборувајте во слушалка и намалете го тонот на ТВ приемникот.
Добро. Ете така. Продолжете. Вака сега, ова просечна плата од 500 еври, 500 евра е минимална, не е просечна плата. А 600 евра потрошувачка кошничка да е повеќе од минималната плата. Добро. Сега, ова е по некој систем што немој да се преживе, затоа млади заминува странство, кои во Хрватска, кои во Словенија заминува странство, младите за 200 евра не се исплатува да се живеат. Тоа би било се. Времето остануваат уште 3 секунди. Благодарам, цениме што се вклучивте во црвена линија. Продолжете да не следите. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Како сте, се надевам добро, и еве кој ќе биде вашиот коментар во однос на тоа дали никогаш во Македонија ќе можеме да преживееме со просечна плата? Намалете го тонот на тебе приемник. Не би се рекло дека ќе можеме со просечна плата да преживееме, затоа што дека гледаме цените вртоглаво растат, и затоа дојде толку голема разлика. До порастот на цените знаеме од што дојде. Прво пандемијата, второ ова што се случува сега во Украина. Скоро сите земји готово осеќаат скапотијата чука на голема врата. На некој начин сите земји зависат од увоз. Како ние што зависиме некои работи што мораме да ги увеземе, и поскапувањата отидува до 50 до 70 па и повеќе посто на одредени производи, и тука ја зголемува потрошувачката на кошничката за домаќинство. Значи, од друга страна тоа просечната плата, како што рече претходно гледачот, тука ја немаат сите 30.000 денара, на жалост, имат многу помалку од 30.000, тоа е од просечната плата, и тука многу тешко се излегува на крај. Ако човек не произведува нешто или нема две плати или покрај платата да се занимава со нешто друго, навистина. 90 секунди е времето, внимавајте, се разбира да не изгледа дека ве исклучуваме, но сепак вам благодарам што ги искористивте 90 секунди да го кажете вашето мислење во црвена линија. Ајде сега малку да се навратиме на Твитер заедницата. Вака вели: платите на премиерот и министрите колку просечна плата на програмер. Леле за греота, да им помогнеме ако не па. Одиме сега во продолжение. Да видиме што се коментираше. Еве вака, вели Питугули. Еве сега ќе ви покажат, вели вака Питугули. Веста за 500 евра просечна плата е трагедија кога 30.000 работници немаат земено плата за месец март, а 90.000 за месец април. 11.000 фирми се затворени во периодот 2021-2022 година. Судството попара, мафијата е во влада, инфлација до небо, асимилација на македончето, државата пред колапс. А што сметате вие, и еве оно што е најважно, сакаме да ни откриете од ваше лично искуство, како се справувате со високите цени, особено порастот на цените на храната? Добар ден. Добар ден. Секој добро, вие сте во црвена линија. Фала ви многу и вас добро. Значи 500 евра нема плата. Значи јас сум социјално од 5000 денари, од мои врстници што се земат социјално и се под метадонска терапија. Значи кокаинот само е 50 евра, значи 1 грам. Значи, само за да земеш. 20% од работените во Македонија, 25%, од кои 30-35% се албанци. Албанците добија, значи, права да работни места, без јавен во полиција, јавен во работни места, што заради
заради албанските места што се земени, не можевме ние да влеземе во наша држава, немаме. Значи 5000 денари земам. Месечно не земаме 500 евра. 500 евра никој не зема. Значи земаат по 200 евра, по 100 евра. Да ве коригирам. Ако случајно нешто ви се деси, значи во Скопје, пошто имате проблеми таму со било кој, значи јас ќе бидам први веќе ќе дојдам да ви помогнам. Ама не ме разбирате, значи нешто ако се деси со албанците дека се вее албанско знаме, не. Ами да го извадат бугарското знаме, да се вее и одма ќе станат нашите, чега ќе се расправаме со бугарците. Ајде, вие рековте дека живеете со 5000 денари и оно што можевте да ни откриете како издржувате, како туркате од први до први. Па немам време, ама никако да ти кажам право, значи не се турка, се пишем на продавница, значи се пишам на продавница да си плаќам крајот месецот, само се јадење леви паштета. Благодарам многу, цениме што се вклучивте во црвена линија. Веднаш преминуваме на следен гледач. Добар ден. Добар ден. Еве веднаш напомена намалете го тонот на ТВ приемникот, бидејќи треба подобро да се слушнеме. Добар ден. И дали сум јас на линија? Секако вие сте, повелете. Прво една замерка, многу слабо ме слушам јас, вие без разлика што добро ме слушате. Пред малку мислев дека јас сум на линија и моето време го искористив и ќе го повторам. Мислам дека 80% од луѓето зимаат 15 до 20 илјади, а другите 20% зимаат огромни плати. И просекот се добива 30 илјади. Не може вие у ресторан се храните со богата храна, а ја јадам паштета и леб и 20-та сме добро нахранети. Така ли? Земете ги овие сега што имаат станови во Дубај купено. Со просечна плата ги купиле тие станови. Што значи дека имаат тие 2000-3000 евра плата? Може би и повеќе. Мислам дека грото на луѓето во Македонија животарат. Од први до први животарат со тоа што ќе скратат на комуналите, овој месец ќе платиме струја, другиот месец нема да платиме струја, ќе платиме вода. Разбирате што сакам да кажам? Јасно, и секогаш се останувате со некоја белешка. Мислам дека се повеќе осиромашува народот во Македонија. Бидете поздравени. Голем поздрав до вас и секако благодарам. Ајде да одиме малку повторно на Твитер, бидејќи издвоивме оно што најмногу се коментира кога станува збор за просечна плата. Па име сега во моментот, само нека покаже режијата, ќе го прочитаме и коментарот на Ним, Македонија. Човек да се фали со оваа просечна плата, на ова поскапување не е нормално. Одиме понатаму. Просечна плата, еве сега ќе видам Ваха Бамиш, вели вака: просечна плата е најглуп статистички податок што е никогаш измислен и измерен. Најреален и најмеродавен податок е најчесто исплатена плата. А сега да слушнеме кој е следното, односно следниот гледач какво мислење има во однос на тоа дали воопшто може да се преживее во земјава со просечна плата. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Ве има, вие сте на црвена линија, да? Добар ден. Дали сум на линија? Да, повелете. Благодарам. Прво морам да кажам дефиницијата за просек. Значи, што е тоа? Просек, просешто. Тоа е збир на неточни елементи, истресени од ракав и ние ќе веруваме што е тоа. Сега да идеме со темата. Значи, просечната плата од околу 500 евра е тоа мислена именка, затоа што значи, не дека 70-80% од граѓаните чекаат многу време за да дојдат до тој просек и да можат да се радуваат дека нешто ќе покријат. Меѓутоа, така дојде времето со овие поскапување, со ова, значи, ненормална ситуација,
каде има негде има војна, негде има зарази, негде има други проблеми и фактички ние со тие 500 евра не можеме да помислиме да живееме во денешни услови. И ова е за мене нелогично и не е практично и мислам дека значи со 500 евра тешко се живее и не можеме да ги пратиме сите движења во државата. Што и да кажам, секој биде излишно пред мене многу граѓаните многу башта кажа и ја морам да се сложам со тоа дека стварно значи тешко е да се живее со ова да речеме замислена просечна плата. Негдека има можда позама ако се двајца или тројца вработени и да може да обстанат. Иначе тешко. Благодарам, поздрав. Ви благодариме и ние што ја искористивте можноста да зборувате во црвена линија, ама и ви ни дадовте инспирација, виднаш да преминеме на еден твит од Мики. Вели, некој јаде зелка, друг месо. Заедно јадат сарма. Тоа е просечна плата. Секако во продолжение вклучуваме и нов гледач. Сметам дека граѓаните дефинитивно директно знаат како изгледа да се менеджира семејниот буџет и да се издржи месецот. Добар ден. Добар ден, вие сте во црвена линија. Добар ден. Добар ден, секој добро. Црвена линија. Ќе ве молам со 18.000 просечна плата како се преживува? Минималната. Не, минимално 18. Официјално 18.000 динари е минималната плата. Просечната изнесува според Заводот за статистика. На 3-членото семејство сме, 4 члено сме. Едното не учи, другото ми е трета година. Како може да преживее? Нека дое премиерот, ќе му и дадам, јавам нека преживее, да видиме како се живее. Кога треба и лекови да купиш, кога треба и леп да купиш и дете да испратиш на школа. А за Завод за вработување за нас, што се пријавуваме, нема пари. А за пензионерите по 1000 денара да им се доплати. Они взимат 15, 20, 30, некои пи 30. Кај се парите за тие што не се вработени? И ние сакаме на одмор да идем. И нашите деца сакаме да ги облечеме. Така. Како мислат таа држава да ја водат они? И до кога ќе трпеме ние? Ако поднесеш документ за да те заposlат, ти викат кај работи татко му на детето. Кој му е татко, кој му са мајка, кој му са татко. Не може да влезе умавара на работа. Неговите родители не се директори. Или немат пари да дадат, а немат. До кога да трпят? Нема пари леп да јадат човеци. Ви благодарам и вам што се вклучивте во црвена линија. Ајде одиме веднаш со следен гледач, па потоа ќе прочитаме уште некој твит. Добар ден. Добар ден. Црвена линија. Намалете го тонот на тебе приемникот, знам дека сум малку досадна, повторуваме тоа, па тоа, но подобро ќе се слушнеме. Добар ден. Ало. Добар ден, црвена линија. Добар ден. Повелете. Вака сега, сакам едно да прашам, дали ова минимална плата или значи просечна плата, дали гласи за политичарите и за директорите и за овие што се од големите значи линии или е за обичниот граѓанин? Оти не е објаснето значи за кој, дали за обичните граѓани или за политичарите. Ако е за нас обичните граѓани, значи ние едва преживуваме. Секога се ударат огради, па слушам го и министерот, значи Ковачевски, дека се живеало со 18.000 денара. Значи ако може да се живее со 18.000 денара, ајде да се заменеме. Не мора многу, да се заменеме. Еве, нека биде максимум 2 месеца, нека плате струја, нека плате вода, нека плате сите давачки према државата, значи кредити за тоа што сите сега живееме на кредит и тоа се знае. Некој да сака да каже дека нема кредит, значи тоа само сака да излаже. Се нека плате, се нека онеде
и нека му остане за една живеачка, значи просечна живеачка, не мора да живее, значи оно со лакомство, со да лакоме за по-големо такво. Само нека ги плате сите сметки, се нека плате и нека му остане и за школување на децата, и за, значи, общо за било што за еден просечен живот, значи да преживее не повеќе, да се заменеме. Ние ќе ја земеме неговата плата, а он нека живее со нашата плата и после тоа, значи, ако. Благодарам. Цениме што ја искористивте можноста и вашите 90 секунди да го кажете вашиот став. Напомена, како и секогаш, внимавајте на тајмерот. А сега има еден интересен пост од Твитер. Сакам да го споделам со вас. Обичен човек вели вака: просечна плата 500 евра. Тие 80.000 што немаат земено плата за апел, ги замолувам да не ми шират негативна енергија. Иронично, саркастично, па дури малку циничен коментар, а еве одиме и со коментарот на Јонче. Ми го зеде бројот, просечна плата 30. Мисли на 30.000, а никој не зима просечна. Ајде да слушам, еве можете како инспирација од Титов, дали сметате дека во Македонија доволен број на граѓани живеат со оваа нова просечна плата или се тука некаде кај минималецот? Добар ден. Добар ден, црвена линија. Дали се слушаме? Добар ден уште еднаш. Најверојатно повторно ќе треба да речам, намалете го тонот на ТВ приемникот за да нема ехо и да можете да ме слушате преку слушалка. Добар ден. Добро, еве јас ќе се гледа дека имаме некого на линија. Не сакам да ви одземам од времето од црвена линија, затоа се надевам дека брзо ќе се слушнеме. Добар ден. Дали го имаме гледачот на линија? Дали ме слушате? Да, ве слушаме. Добар ден од црвена линија. Се зборува за просечната плата, така? Така, ве сметате ли дека може во Македонија да се преживи и од ова официјална просечна плата која што е објавена од Заводот за статистика? Може, а Роналдо знаете што е рекол? Така, продолжете. Роналдо за просечната плата е рекол: И тоа би било тоа? Да. Добро, благодарам и за тоа што го кажавте. Сега, ова е наверојатно во навивачки дух, ама жена навивач. А оно што навиваме секако во црвена линија е да ви има во поголем број да слушнеме како велат, подобро да разговараме со паталци отколку гаталци. Како го менаџирате семејниот буџет? Сметате дека голем број од населението ја зимаат ова просечна плата, која што според Заводот за статистика надмина над 30.000 денари. Исто така ќе укажеме на тоа дека економистите укажуваат дека и покрај растот на платите, кој го утврдува Заводот за статистика, поскапувањето на храната е многу поголемо. А оно што е најважно, имаме гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Значи 500 евра плата, не знам, нека каже кој има просечна 500 евра плата. Значи 500 евра просегот го дигаат по големите плати од 500 евра и доаѓа до некој 500 евра. Меѓутоа, луѓе уште не взимаат ни 18.000 денара минимална плата, а не 500 евра плата. Ја не знам како може оваа влада да се кити со не знам какви, да ги речем, ајде народни педија, кога пред 6 години кажува 500 евра плата, значи после 6 години 500 евра плата. Па сега и 500 евра да ги земеш, значи се ништо. Значи не можеш нешто да кажеш што си обеќал пред 6 години. Тоа се години во прашање, девалвација, колку сакаш и ред други работи, нема време се да се каже.
Така да ова е нешто катастрофа. Ме 500, сега да имаш и 1000 евра плата, пак да преживееш. Меѓутоа, владата со овие работи не да се фали и вака, него да направи. Она нека инвестира во, хајде да кажам, во приватните фирми или не знам кој, да не се покачува цените. Нека дополнува, нека донира, не знам како да кажам, овако како што прави во струјата. Како што таму, например, плаќа за и тие и Евана и Есама и Елем, сите се во дефицит. Тој дефицит да го покрие некако, да не може да не се покачува. А џабе тие Благодарам и вам за вклучувањето во црвена линија. Ајде да одиме веднаш со следен гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Вие сте во црвена линија. Вака, со просечна плата од 500 евра, тешко да се помине месецот. А со 600 евра кошничката, па мислам дека е тоа малко, бидејќи статистичките податоци не се точни. Уште сега ќе кажам, бидејќи ако е добинал 30.000 денари, јас на секој од граѓаните ќе дадам, нека со 30.000 членот семејство помине еден месец. Тоа е голема лага. 500 евра, исто така е голема лага. Мислам, тоа се податоци земени од Државниот завод по се изгледа. И Државниот завод е лага. Значи, треба да се повратат некаде околу 35 милиарди украдени пари во Република Македонија, а тогаш да се зборува за некој просец. Нели е срамота, бидејќи само 1% од граѓаните, ова го дава Евростат 2001 година, 2000 или 2001 година. Тоест, организација која ги дава најправилните податоци за Западниот Балкан. 1% живее, зима приход некаде околу 280 евра месечно. Масата на парите. А од масата на парите 1%. Од населението зима 5000 евра месечно. Благодарам што се вклучивте во црвена линија. Сега кога напомена, не заборавајте да го следите и тајмерот. А сега одиме со следен гледач. Добар ден и до вас од црвена линија. Добар ден. Христос воскресе. Вистина воскресе. Така, до Спасов ден, еве, до Спасов ден, така се вели. Така е, 2006 и 2016 година емисијата уведена. И тоа се демократија владееше. За време на опозиција. Ово што го ветува Бисими е чисто лаги, чисто за надеж на народот, за да му дадат поддршка. 600 најавуваше, да речеме, кредит, а 900 зима. Знаеш колку зема за овој месец? 1,5 милиарда и сега 2 милиарда. Каде одат тие милиарди пари? На нини сметки. На народот нема. Еве, според вас, дали просечната плата е доволна да се преживе? Нација весечка нема. На народот ништо, само помени. Ништо од ови се само алчни, само и за нив кредити ги трошат и го прават буџетот. Благодарам многу што искористивте можноста да бидете дел од ова издание на Црвена линија. А она што сега ќе погледнеме се реклами и потоа веднаш се враќаме на темата. А време по рекламите, како што и секогаш го правиме, тоа е да ги соопштиме резултатите од денешната анкета, која што гласаше вака: ке може ли некогаш со просечна плата да се преживее во Македонија? Резултатите се следни, со да одговорија само 25%, а не со не одговорија 75%. Така да, еве, утре сме пред нов предизвик, се разбира, бидете повторно со нас веднаш по вестите во стандардниот термин на Црвена линија
Информирајте се брзо и квалитетно на telma.com.mk и сега ве препуштам на програмата на Телма телевизија, а со мене утре повторно во новото издание на Црвена линија. Довидување и убав ден.